Очекувањата беа, како што споменав во почетокот, имавме очекувања дека ќе имаме раст на годишно ниво од најмалку 10%, тоа беа прогнозите, тие беа очекувањата и ние сметавме дека иако внатрешно според анализите очекувавме дека може да биде и повеќе, меѓутоа не ги променивме тие прогнози, останавме на 10, за нас беше доволно и 10%, бидејќи 10% значи дека имате двојно повеќе од она што е во меѓународни рамки просек. А тоа не е мал успех. Меѓутоа морам да напоменам, ние во почетокот првиот квартал на годинава имавме раст од 20%. Сето тоа се промени со новонастанатата ситуација, доколку се стабилизира, што е наше очекување. Во вториот дел од сезоната веруваме дека ќе се стабилизира пазарот во Република Македонија и дека туристите повторно ќе почнат да доаѓаат во Република Македонија, иако тоа не е запрено, значи не е запреле да доаѓаат, меѓутоа имаме одреден вакуум, тоест период во кој што немаме нови запишувања, нов букинг кон Македонија, а тоа веќе е доволно за да се вклучи алармот. Донесовме заклучоци, направивме една вонредна седница во кој што имаме заклучоци со мерки кои што би ги приложиле и неколку апели кои што ги опативме. Еден од апелите беше да не се интерпретира ситуацијата по сопствени убедувања, да се допринесе, бидејќи штетите потоа се тешко надоместливи, а во туризмот доколку се нанесе штета, потоа со години треба за да се врати истата позиција која што сте ја имале. Очекувањата се, ние се надеваме дека нема да отидеме оваа година во минус, дека ќе останеме на она што бевме претходната година, но доколку се е во добар ред, следната година ќе се вратиме на старите патеки и ќе имаме раст како што прогнозиравме и претходно.